тоа се прави со измени и дополнување на законот за здравствено осигурување, бидејќи тие права се утврдени во законот. Измените се подготвени во Министерството за здравство, помина круг на мислење од сите релевантни институции, бидејќи не се менува само тој член, се менуваат и други членови, имаш одредени забелешки од одредени институции. Се надевам дека набрзо со новиот министер за здравство ќе имаме можност да ги погледнеме забелешките, да се усогласиме и да час поскоро биде ставен во процедура за донесување. Процедурата за донесување би требала сигурно 2 месеци, бидејќи нема потреба законот да биде по скратена постапка, за да не правиме непотребен притисок на собранието. Така да очекувам дека во наредните неколку месеци ќе биде стапено во сила. Ние во меѓувреме ги правиме сите неопходни измени што треба да ги направиме во правилниците, во постапките и така натаму. Истовремено правиме уште една модификација во комуникацијата со луѓето што аплицираат за инвитро. Сакаме да постапката ја дигитализираме на одреден начин, за да го скратиме времето на комуникација меѓусебна и да се олесни доставата на ваучерите, која знаеше да одзема доста време предходно. Кога дојдовме како раководство, затекнавме доста долга листа на чекање. Комисијата работеше 2 пати неделно и сега листите на чекање се скратени на неопходниот минимум во зависност кој барање кога стигнува. Ово го кажувам за да кажам дека правиме максимални напори да сите што сакаат да имат инвитро оплодување биде завршено во што пократок период. Главното недоразбирање што го имаме е старосната граница што постои за инвитро со сопствени јајца клетки. Значи, тука старосната граница е 45 години, што е иста со старосната граница за посвојање деца. Ние преспитуваме дали ова граница е оправдана или неоправдана, бидејќи има мајки со витални јајца клетки после 45-та година и јасна желбата да ако веќе се работи процедура на инвитро, да биде со сопствени јајца клетки.